се, добив петка, уште една да знаење што се дава, оценка е тоа вредна. Подпис тежок 1 грам, Автограм, автограм, тоа си го добил сам. автограм, автограм, Подпис тежок 1 грам, автограм, автограм, тоа си го добил сам. автограм, автограм. Пофали се, имам подпис од артист и пејач славен на улица. Ќе те ценат в училиште, ќе си главен. Подпис тежок 1 грам, Автограм, автограм, тоа си го добил сам. автограм, автограм, Подпис тежок 1 грам, автограм, автограм, тоа си го добил сам. автограм, автограм. 1-2. Здраво! Јас сум работникот Раде. Да? Оној истиот работник од минатата недела. И го варосувам истиот зид од минатата недела. Што ќе правиш? Не е важно, не е важно. За мене најважна е работата. Да. Секој треба својата работа да си ја работи честно. Да, а не како некој. За мене мојот занает е мојата најголема љубов. Право да ви кажам, многу сакам да варосувам. Да, може, колку сакам, може да бидам и пејач. Да, имам силен глас. Еве, слушнете ако не верувате, да. Ха-ха-ха! Медец права, сладки дами, автограми, автограми, одговорот не ве мами, автограми, автограми, ха-ха, хи-ха-ха! Медец права, сладки дами, автограми, автограми, одговорот... Какво е тоа безобразие? Влегувате оде без да тропнете, ви се молам. Охо! Мајде, ви се молам. Јас сум Грамко. Минував овде случајно и ме привлече вашата прекрасна песна. Поточно вашиот силен глас. Не можев да одолеам, бев маѓепсан и заборавив да тропнам. Добро. Добро, Јас се извинувам, но што можев, вашата песна беше посилна од се. Ма не, ништо, ви се молам, ништо. Да, вие сте најверојатно пејач. Јас сум работник од Раде. А што работите? Како што работам, па варосувам. И знаете, јас сум бојаджија. А јас мислев дека сте пејач. Не сум пејач, така, само си подпевнувам додека работам. Така, значи, работата ви е песна. Да. Бојаджиите работат во празни простори и поради ехото вообразуваат дека имаат добар глас. Ајде, Слушајте, еве ви еден совет. Работата е најважна. Тоа вие самиот го тврдевте пред малку. Затоа повеќе работа, а помалку пејте. Ви се молам, чукай, вие ќе ми кажете што треба да работам. Биле! Борче! Нема никој? Кој е? Јас сум јас. Продавачката Пепи. Повелете. Добро, Биле и Борче не се тука? Па, колку што јас гледам, Да. не се. Не се. Да. Ние се знаеме. Се знаеме, ама ете, не сме се запознале. Јас сум продавачката Пепи. Работам во киоскот на Кејот. Мило ми е. Мило ми е. Јас сум работникот Раде. Знам. Го варосувам зидот, знаете. Да. Јас го варосувам, а децата постојано нешто чкрткаат, пишуваат, мачкаат, а јас пак го бојадицувам. Не е важно. За мене е најважна работата. Така е. Колку што мене ми е познато, ова е клуб за автограми.
И на зидот ги оставаат своите познати имиња и презимиња, многу познати личности. Сакав да ве прашам, дали знаете денес кој ќе го стави подписот врз зидот, односно чиј автограм ќе биде врз зидот? Тоа сакав да ве прашам. Право да ви кажам, Да. не знаме, а и не ме интересира. Знаете како е, јас својот автограм го ставам со четката и со бојата. Знаете како е, за мене е најважна работата, визивал. Да. Така е, се разбира, разбира, така да. е. Јас сум на мала пауза, знаете, и дојдов... Чекайте, Немам ќе одам малку да ги извинете, видам. пауза, рековте? Да. Да, пауза, па време е за пауза. Се разбира. Мола. Поелете, Благодарам, Појдете. благодарам. седнете. Јас малку, поелете, послужете се. Не, Ама, не. ајде, висимо, слободно. Не, послужете. благодарам. Сега изедов еден сендвич. Добро. Знаете, јас велам, најважна е работата. се разбира. Но човек мора малку и да касне, да собере нови сили. Знаете како е? Така е. Се разбира дека работата е најважна. Општо познато е дека таа го создава човекот. Само се прашувам, каде е тој денес? Извинете, јас само малку да каснам и да здигнам и веднаш продолжувам со работата. И како ќе продолжиш кога се уште не си ни почнал? Види го. Ма што му е денес на Грамко? Право да ви кажам, не знам. Постојано се појавува и се нешто ми префрлува. Да. Чекај, ќе му покажам јас нему, ќе види тој која е Пепи. Добро, што сакаш, другар Грамко? Ништо не сакам, се си имам. Се си имаш? Па тогаш, зошто го задеваш мајстор Раде, а? Тој навистина е мајстор, ама е жив човек, треба малку да касне, не може само да работи. Да, се разбира, јасно е. Јасно ти е? Да. Ако ти е јасно, тогаш немој да се мешаш во работи што не ти се познати. Така, и слушај да знаеш, немој да му кажуваш на мајстор Раде кога треба да работи, како треба да работи, кога да јаде и како да јаде. Ај, гледај си таму работата. Полека, тетка Пепи, вие се разбира сте на пауза, не брзајте. Јас се извинувам што се вмешав, но не е без причина. Член сум на овој клуб уште од неговото основање. Поточно речено од самиот почеток, уште од првата епизода. И не сакав никого да навредам. Добар ден, здраво на сите. Еве не и денес, но денес надзидот што го подготвува најдобриот мајстор на светот, мајсторот Раде. Денешниот наш гостин ќе биде од областа на кошарката, а ќе го доведе кошаркарот Коце. За кого станува збор? Ќе видите подоцна. За сега само толку. Ќе се видиме пак. Знаеш што? Имам идеја. Да направиме план. Секој да си ги земе основните обврски од клубот и да си ги извршува во целост. Јас, како и обично, ќе го доведам музичкиот гостин. Но пред тоа ќе направиме една проба во музичкото училиште. Подготвуваме една многу ведра песничка. Но и најведрите ноти, за да се научат и отпеат, треба да се вложи многу труд. Музиката е сериозна работа. Се разбира, професоре, но таа е најубавата нешто во светот. Без неа нашиот живот е незамислив. А ќе ни кажете ли кој ќе биде новиот музички гостин? Најдобро е, штом ќе го доведам, тој самиот да ви се представи. А до тогаш нашите гледачи ќе можат да погодуваат, нели? Кошаркарот Коце. Тука сум. Ти ќе појдеш во кошаркарскиот клуб и ќе се договориш со гостинот. Договорено. Од време на време јави се. Мислам, ако има некои проблеми. Туку знаеш што, Борче? Ќе ни требаат и спреови. Да. Јас и ти ќе отидеме во книжарницата. И ќе купиме се што ни треба. Не смее ништо да недостасува. Ако не најдете во книжарницата, јас во киоскот чувам еден во резерва. А сега морам да одам, па времето за пауза ми помина. Сите имате по некоја задача, а јас ништо. Ти, Грамко, задолжен си да ја следиш работата во клубот, а останатите членови ти одговараат тебе и на твојата вагичка. Од сега целата оваа работа е во твој раце.
Ви благодарам за довербата, ќе сторам се што можам. А сега морам да одам. Значи како што се договоривме. Еден спреј, чувам во резерва. Пред да појдам, да ве подсетам на обрските што ги имате кон училиштето. Ги научивте ли уроците? Дали ги напишивте задачите за утрешниот ден? Јас тоа го правам штом дојдам од училиште. Јас си напишам, ќе се научам и готов сум. Да, и јас. А ти, Коце, Ние ќе ви кажеме како Коце ги пишува домашните задачи. Здраво, Коце. Здраво. Голем одмор, а ти си се пикнал во училница сам. Што се случило со тебе, бак? Те барав насекаде. И просто се зачудив. Како тоа голем одмор, кога сите се одмараат, играат, спортуваат. И Коце, најсестраниот спортист во училиштето, го нема. Знаеш, ми се случи нешто многу непријатно. Мислам дека знам. Си заборавил да ја напишеш домашната задача. Токму така. И сега, кога сите се одмараат и играат, ти мораш да се мачиш за кратко време да ја напишеш, нели? Добро. Овој пат ние ќе ти помогнеме, но ова да не ти се случи друг пат. Ајде. Пишуве. Што се јавуваме од спортската сала на кошаркарскиот клуб Работнички, каде присуствуваме на засилените подготовки за престојниот меч на ова наша реномирана екипа. На почетокот неколку информации за кошарката како спорт. Кошарката е спортска игра меѓу две екипи од по 12 играчи, од кои што во игра учествуваат по 5 мина. Текот на целата средба трае 2 пати по 20 минути, во кој што време е дозволен ограничен број на измени. Целта е да се топката уфрли во противничкиот кош. Секое уфрлување од игра донесува 2 бода, 2 поена, а секое ослободно фрлање донесува 1 поен. Творец на кошарката е американецот Джеймс Најсмит, а кај нас се појавува 1923 година. Меѓутоа, по ослободувањето и некаде во 70-тите години го достигнува својот најголем подем. Според резултатите, медалите, признанијата, кошарката е најдобриот спорт на сите времења кај нас. Ова игра се игра на игралиште со димензии должина 25 метри и 15 метри ширина. Висината на кошот изнесува 3 метри и 5 сантима. Нашиот гостин ќе биде еден од најдобрите поединци на кошаркарскиот клуб Работнички, поранешен државен репрезентативец, носител на играта во оваа наша реномирана екипа. Се надевам дека се е подготвено за настапот на нашиот гостин во клубот за автограми. Работата станува мощна, сериозна. Море да си ја завршам јас работата, зашто лошо ми се пишува, а кај овие нема шега. Ја, времето е влажно. Зидот не знам дали до вечера ќе се исуши. Морам да го прашам метеоролошкиот завод. Ало? Ало?
Ало, вемолам, овде работникот Раде. Вемолам, јас сум од клубот за автограми, го варосувам зидот, па ме интересира какво време ќе имаме попладне, зашто зидот треба да се исуши. Какво време, другар? Па, како време? Па, ова време, надвор, што е ова времето, што велат прогнозата. А прогноза? Да, Па ќе прогноза. биде сончево, топло, тивко. Да. Па тоа Само ми- во текот на денот почна да ме вртат и да ме болат рацете под дејство на циклонската активност и нискиот воздушен притисок. Па потоа ме штрекна нешто во половината. Значи ќе има развој на местимичната облачност, на места со дожд, на места со снег. А потоа од половината почна да ме боли тука, па почна да ме болат нозете, што значи во утринските часови, таму некаде во речните долини и во котлини, сигурно ќе има магла. Температурата ќе се движи од 0 до 32 степени Целзиусови. Чекайте, другарке, како тоа велите од 0 до 32 степени Целзиусови? Па вие ја измешавте работата како манџа без запршка. А за запршка ви треба кромит. Ке земете кромит, ситно ке го исецкате, цак, и ке го ставите во врело масло. Потоа земате брашно, ке го посолите со брашно. Потоа земате алпипер, ке го посолите со алпипер. И потоа сето тоа го ставате во манџата, ке ја покриете манџата и сето тоа треба да проврие на постојана температура. Каква температура? Па ни слаба, ни силна, средна. Извинете, дали е тоа метеоролошкиот завод? Не, тоа е запршка за сите манџи. Извинете, другарке, јас го барав метеоролошкиот завод, знаете, оние што кажуваат за времето, за прогнозата, какво ќе биде времето, да. Грешка, другар, овде е приватен стан. Море да си ја завршам јас работата, па што сака нека биде, ако сака после нека паѓаат и камења. Кога мајстор Раде ќе ги замеша боите. Тие се сушат без проблеми. Сигурно е некаде во близина. Се плашам да не задоцне, леле. Во книжарницата немаше спреј. А тетка Пепи вети дека ни зачувала еден. Тетка Пепи е страшна само. Ете, каде ли е отишла? Мораме да чекаме. Добар ден, домаќини. Добар ден. Според обичаите, добрите домаќини, кога чекаат гости, треба да се во домот, а не на кеот. Ја чекаме продавачката тетка Пепи. Вети дека ќе ни чува спреј. Барав ми во книжарницата, но се е продадено. Во клубот нема повеќе. А јас со него требаше да го нацртам петолинијето поради интонација. Каде ли отишла тетка Пепи? Деца. Кој нема во главата, има во нозете. Друг пат со ум. Навреме се да се прибере, а не после во 5 до 12 да се бараат работите. Не сме ние виновни, професоре. Немаше во книжарницата. Се е продадено. Со тетка Пепи бевме договорени. Ајде, сега нема да бараме виновници. А што ако тетка Пепи не дојде воопшто? Значи целата работа да ни пропаде. Дали е се во ред со зидот? Да. Сув е и готов за денес. Мислев дека нема да стигнеш, па ти си бил вистински мајстор. Здраво на сите. Овде нема никој. Зар сме никој? Јас и работникот Раде, тетка Пепи? Не, па не реков така, само сакав да прашам каде се Борче и Биле? Да, тие се крај киоскот, таму ве чекаат. Сте напишале на киоскот пауза која трае долго време. Да. Одам понив. Одам веднаш понив. Кој нема во главата, има во нозете. Така е, некој во нозете, а пак некој во рацете. Чекајте, Борче, Биле. Па се однесов во клубот. Спреот е таму. Благодариме, тетка Пепи. Нема Кој зашто.
Во главата има во нозет. Аха! Ова навистина не е фер. Ова никаде не се случило. Гостин, домакините да ги чека. Срамота. Се извинуваме. Здраво. Драги пријатели, ви го представуваме најдобриот кошаркар на кошаркарскиот клуб Работнички од Скопје и поранешниот државен репрезентативец Благоја Георгиевски Буштур. Па добре дојдовте во нашиот клуб на автограми. Кошарката е омилен спорт на младите, на младите. Кажете ни, кога за прв пат почнавте да играте кошарка и зошто ја одбравте кошарката? Првите чекори ги направив во училишната сала на гимназијата Орце Николов во Скопје. Тука ме забележа и тренерот на кошаркарскиот клуб Работнички Лазар Лечич, кој ме повика да членувам во јуниорскиот тим. Така започна и моето другарување со топката, мојата спортска дејност. Кошарката ме привлече со незината атрактивност, динамичност, брзите промени на резултатот и сето тоа допринесе да станам еден влюбеник во овој спорт. Кога за прв пат го облековте дресот со државниот грб и каде се патувавте со репрезентацијата? За прв пат дресот на државниот грб го облеков на јуниорското европско првенство во Швајцарија 1970 година. Истата година станав и член на А селекцијата на Југославија на Универзијадата во Торино. Воедно и сум учествувал на две олимпијади, Олимпијадата во Минхен 72 и Монтреал 76 година, како и на Европско светско првенство, на медитерански игри и на неколку балканијади. Благодарејќи на кошарката, ја го видов целиот свет. Посебни впечатоци носам од Кина, Бразил, Филипините, Мексико, пирамидите во Египет, Нијагарините водопади и каде уште не. Ако не е тајна, која е тајната на вашиот успех? Како во училиштето треба работа и залагање, така и во кошарката работа и работа. Ако е тоа некоја тајна, тога што е тајна на мојот успех? И пред да ни го подарите вашиот автограм, би ве замолиле да ни покажете нешто од вашиот карактеристичен стил. Благоја Георгиевски Буштур. Повелете. Догледање. А сега, драги пријатели на клубот за автограми, да го чуеме нашиот музички гостин. А тоа е Лидија Кочевска. во кое одделение учиш? Трето А одделение. Во кое училиште? Лазо Трповски, Скопје. А како се вика песната? Песната се вика Сонот на еден цвет. А сега повели да се потпишеш. Ете тука. Благодариме. А сега го повикувам професорот Петар да нацрта петолинија и да даде интонација. Повелете, професоре. Што сонцето е вечно, еден цвет со незима лута бил, студен
Студен ветер почна в лице да уветри снег, темен облак над него се свил. Страшен сон, топло се цветот нежен, силна тага го облеа в тој миг. Зар без сонце да расте и без водот зим, зар без пролет да развива свој лик. Сакам цвеќиња, љубам игри план, за цветот кој што в сонот тагува сам. Сакам цвеќиња, љубам игри план, за цветот кој што в сонот тагува сам. Страшен сон, тоа бил за цветот нежен, силна тага го облеа в тој миг. Зар без сонце да расте и без водот зим, зар без пролет да развива свој лик. Сакам цвеќиња, љубам игри план, за цветот кој што в сонот тагува сам. Сакам цвеќиња, љубам игри план, за цветот кој што в сонот, за цветот кој што в сонот, за цветот кој што в сонот тагува сам. Браво! Ова беше крајот на денешната епизода. Се надевам дека ќе имате разбирање за нашите проблеми околу набавувањето на спрејот. Довидување. Довидување.